Интернетот ни овозможува забава информации, но дефинитивно мораме да бидеме свесни за опасноста при сурфањето на интернетот. Не, за мене интернетот не е безбедно место. Да, јас лично се чувствувам безбедно на интернет. Во глобала, институциите не се замараат толку многу за кој што постирал на интернет, затоа сметам дека самите треба да внимаваме што споделуваме и со кого. Пробиени мејлови, хакиран профил, приватни разговори, интернет булинг, непознати на чет и неврвот јавна соба. Што направив? Кому да пријавам? Дефинитивно се чувствувам безбедно на социјалните мрежи, бидејќи ги почитувам основните правила на приватност. Информациите кои го поставувам за себе на социјалните мрежи може да ги видат стрикно само мои пријатели или членови на семејството. Кога објавувам свои лични фотографии, тоа го правам приватно и не користам тагови. Денес со сета нова и напредна технологија, лесно е некој да влезе на твојата социјална мрежа. Уште полошо некој да ги злоупотреби твоите податоци, како слики, објави или текстови, за лоши намери. Се чувствувам безбедно на интернет, бидејќи мислам дека ги препознавам можните закани по мојата безбедност или мојата приватност. Комуницирам со луѓе кои што ги знам, кои што ги познавам. Или пак доколку стапувам во контакт со луѓе кои што не ги знам или не ги познавам, пред се сум внимателен во проучувањето на нивните профили или пак што тие споделуваат на интернет. Во најголем дел јас на интернетот се чувствувам доста безбедно, затоа што јас сум таа што одбира нели кој ќе ме следи, јас ги одобрувам тие requests. Внимавам што споделувам и со кого споделувам. Не користам заштитни програми, но дефинитивно внимавам што споделувам и не ги прифаќам луѓето кои што претходно не сум ги запознала. Јас лично користам неколку програми за заштита на моите социјални мрежи, исто така за мојата пребарувачка историја. Секогаш два пати размислувам што ќе објавам или постирам и на каков начин ќе го направам тоа. Или пак доколку се работи за некоја друга опасност, секогаш треба да имаме антивирусен програм на компјутерот кој што може да ги препознае заканите. Генерално гледам да не е секој аспект од мојот живот ставен на интернетот, иако многу голем дел од времето поминувам на Инстаграм, тоа воглавно е единствената платформа која што користам. За моја несреќа, пред неколку години бев сведок на една таква случка, каде едно лице ја злоупотреби болеста на мало девојче за да ги земе парите од луѓето кои сака да ја помогнат. Интернетот ни овозможува забава информации, но дефинитивно мораме да бидеме свесни за опасноста при сурфањето на интернетот. Во случај да ми бидат злоупотребени личните податоци, дефинитивно ќе се обратам во дирекција за заштита на лични податоци. Најпрво би ги контактирала своите родители, најблиските, а потоа би побарала стручна помош. Па доколку се случи нешто, верувам дека би се обратил пред се кон моите пријатели за совет, за тоа што треба да се работи, бидејќи навистина не знам кој од институциите би можела да ми помогне или како би реагирале тие. Доколку сум загрозена на интернет, не би се фрустрирала толку затоа што сепак знам дека јас сум таа која што тоа одлучила го сподели со некој некогаш на интернетот. И едноставно сама би се тргнала од сите платформи одреден период. Запознаена сум со фактот дека злоупотребата на овој вид на податоци е голема, па затоа дефинитивно внимавам што објавувам. За заштитата на интернет сами сме одговорни, но дефинитивно кога ќе заклучиме дека злоупотребата не е направена по наша одговорност, дефинитивно треба да се обратиме на надлежните институции. Одговорноста за заштита на интернетот ја имаме ние, но исто така и институциите. Јас како корисник на интернетот треба да се потрудам да се заштитам себе си, но институциите се оние кои ми посочуваат како да го направам тоа. Па сметам дека најважно е тоа како ние лично како поединци се однесуваме
и пред се да внимаваме ние самите за себе и за тоа што споделуваме, бидејќи за жал не можеме да ги контролираме другите што ќе направат и секогаш ќе се најде некоја група која што ќе сака да не злоупотреби нас или другите луѓе, па затоа мислам дека треба пред секој од нас да внимава за себе што прави на интернет и како прави, бидејќи тоа е најлесниот начин како да се заштитиме себе си. Сметам дека тие кои што се одговорни за заштита на интернетот сме самите ние, затоа што реално не можат сите институции да гледаат за секој посебно да го заштитат интернетот. Плюс во глобала институциите не се замараат толку многу за кој што постира во интернет, затоа сметам дека самите треба да внимаваме што споделуваме и со кого. И треба да гледаме да си ја заштитиме приватноста, затоа што сепак сме луѓе и сепак тие информации кои што ги споделуваме можат да ни се вратат назад како бумеранг и да не повредат. Се согласувам со повеќе млади дека јавна соба е злоупотреба од поединци кои дефинитивно мора да бидат санкционирани. Ако надлежните институции не реагираат веднаш, тоа само ги охрабрува лицата кои што ги злоупотребуваат информациите на одредени личности да продолжат тоа да го прават и нивниот број драстично се зголемува. Правовремена реакција на МВР и јавното обвинителство ќе ги сведе овие појави на минимум. Колку ние да сакаме да ја развиеме свеста за туѓата приватност кај луѓето во оваа држава и надвор, не можеме да влијаме на толку различни умови, нели? Бидејќи некој не ја стегнал таа свест. Ама она што можеме да го направиме е да тргнеме од себе, да ја развиеме нашата сопствена свест за приватност, да не објавуваме работи за нас кои може да бидат злоупотребени во иднина. И јавноста е поделена. Едни велат внимавај што споделуваш, други велат почитувај приватност. Новите текови ревносно ги следиме. А како ги следиме законите?